Реакциите за хаваријата на цевката на компанијата Булмак 2016, рудник Тораница, со што опасна материја се излеа во крива река, не престануваат. Сега добива и политичка конотација. Имено ВМРО ДПМН бара градоначалникот на Крива Паланка да одговара кривично за ширење паника, бидејќи загаденоста на водата не била на нивото на кое тој тврди. Анализите кои ги објави Државниот инспекторат за животна средина го покажуваат спротивното и го демаскираат трулиот обид на Митовски да манипулира. Мизерно е како Митовски не се колебаше да манипулира со најчувствителната тема за граѓаните – безбедноста на водите и почвата, само за да шири паника и ќари некој ситен политички поен пред избори. Го повикуваме јавното обвинителство да ја согледа реалната состојба и да поднесе кривична пријава против Сашко Митовски за ширење паника. Меѓутоа, според градоначалникот Митовски, во водата било откриено присуство на кадиум, цијанид, олово и други опасни метали над дозволеното. Потполно нејасно како тврдењата на Булмак 2016 дека загадувањето не е од истекувањето и причината од хаваријата токму од цевката настаната во рудникот Тораница. Имено согласно еколошката дозвола која што е поседува Булмак 2016, рудникот Тораница во нивниот процес користат токму кадиум, цинк, олово, цијанид и останати соединенија кои што се наоѓаат во крива река веднаш по хаваријата. Реакција имаше и од Државниот инспекторат за животна средина, од каде рекоа дека не се точни информациите дека водата во реката била толку загадена што имало помор на риби. Како што е познато, овој инспекторат изрече казна за компанијата Булмак 2016 за еколошкиот инцидент во висина од 200.000 евра. Меѓутоа и од одва иницијативата објави анализи од Центарот за јавно здравје. Според едниот примерок, земен од риболовниот клуб Мрена од Крива Паланка, кај село Жидилово рибник Дабо, на дента на инцидентот, концентрацијата на суспендирани материи била за 263 пати повисоко од максимално дозволеното, матноста за 17 пати повисоко од максимално дозволената, што ја става водата во петта класа според старата класификација на води, што значи дека водата е многу загадена и не може да се употребува за ниедна намена, а концентрацијата на штетни супстанции ги надминува акутните нивоа на токсично за водениот живот. Основното јавно обвинителство Куманово информираше дека веќе е оформен предмет за крива река и наводите на општината дека е загадена по хаваријата во рудникот Тораница. Сепак од обвинителството информираа дека кај нив пријава се уште не е пристигната од општината.